Здраво! Добре дојдовте на YouTube каналот Македонско време. Ова е Охрид. Според пописот од 2002 година, Охрид е 8ми град по бројот на жители во Македонија, со 42,033 жители. Охрид е вклучен во светското културно наследство на УНЕСКО. Старото име на градот е Лихнит, што во буквален превод значи град на светлината. Поради древноста, градот и поради големиот број на цркви и манастири, градот е познат како Балкански, односно Европски Јерусалим. Градот првпат се спомнува 2400 години пред нашата ера. Лихнит се наоѓа на патот Вија Игнација. Лихнит од 6 век го добил името Охрид. Во 1886 година Климент и Наум ги поставиле основите на така наречената Охридска глаголска книжевна школа. Во времето на цар Самуил, Охрид станал регионален, религиозен и главен град на царштината. Во 1015 година византискиот цар Василий II го освоил градот. Во четвртата крстоносна војна Охридскиот крај бил во состав на Солунското латинско царство. Во 1015 година византискиот цар Василий II го зазел Охрид. Во 1334 година Охрид го зазел српскиот крал Душан. Охрид бил извор на писменоста на сите словенски народи, односно од местото Плаошник, Охрид. Во 1408 година паѓа под османите. Во 1913 година поради незадоволството од Букурешкиот мировен договор било кренато остание познато како Охридско остание. Останието било дигнато во Охрид, Охридско, Струшко и Дебар. Во Првата светска војна Охрид и Охридскиот регион биле под бугарска власт. Бугарската окупационна власт
го ограбила целокупното движно културно наследство од градот и околината. 1967 година во црквата Света Софија е донесена одлука за прогласување на автокефалноста на Македонската православна црква. Градот е на надморска висина од 695 метри, а стариот град на 740 метри. Ajde. Temperatura 29 chega e uma temperatura chuva. Dobro da razmislite. Zašto, koga nije govorime pred vas, reki narod se ovde? I zašto koga drugi ne igra oro, ima poveke orovodači od igraoci. To ne je slučajno. Nam je jasno deka mi veruvate i nije vi veruvame. I zato mislim deka do verovata treba zajedno da ti je izrazime prvo na 24. a potom i na 8. maj. Na 9. maj ke go proslavuvame Delo na pobedata protiv fašizma